Учениците и родителите можат да здивнат. Екстерното тестирање ќе се полага од 6-то одделение, а добиените оценки нема да бидат впишани во свидетелствата на ученикот туку во посебен додаток. Сепак, иако овие оценки нема да влегуваат во општиот успех на ученикот, тие ќе можат да бидат пресудни при уписот во средно училиште или на факултет, тогаш кога се пријавени кандидати со изброј бодови. Со новите законски измени за основно и средно образование, предвидено и наблюдувачите да се избираат на јавен конкурс. Со оваа одлука се согласуваат и дел од струмичани, а некои пак сметаат дека екстерното тестирање треба и целосно да се укине. Па мислам дека треба да се укине 4-то и 5-то одделение. Да, сега со новите измени од 6-то одделение нагоре ќе полагаат. Мислите дека тоа е праведно? Мислам од и до 8-то одделение, мислам до 8-летката не треба да има екстерно. Не знам, има за тоа експерти, како мислат тие добро, така нека направат, да даваме мислење. Јас мислех од се тоа што се до сега правеше е од интерес, за да биде подобро школството. Ако сметат и уназадова, нека најдат друг модус, друг модалитет да биде во интерес и на децата и на идните генерации, да бидат поспремни. Екстерното тестирање беше повод за бројни протести на учениците и наставниците, кои бараа негово целосно повлекување, но власта досега не се согласи тоа да биде повлечено и доработено како проект. Инаку екстерното тестирање беше воведено во учебната 2012-2013 година, за да се провери објективноста на наставниците при вреднувањето на успехот на учениците. Но од тогаш го следат бројни контроверзии.